Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Југишан Беновски. Годината што измина, 2021 година, заврши со еден многу убав значаен настан, а тоа е светското првенство во забрзан шах и светското првенство во брзопотезен шах. Долги години на шаховската рейтинг листа постоеше само за турнирите во класичен шах и имаше само рейтинг за тие долги тешки партии или турнирски партии, но последниве десетина, може би нешто повеќе години, секој шахист значи има три своји рейтинзи. Едниот за класичен шах, другиот за шах по забрзано темпо и третиот за брзопотезен шах. Па така се дојде до идејата дека може да се организира, нели фиде дојде, до идеја да се организираат и светски првенства во тие категории. И тоа е многу добро. Исто така е многу забавно, многу динамично, брзо, многу убаво за следење и навистина, значи, годината заврши со еден таков голем настан кој што се одржа од 25 до 30 декември во Варшава. Значи, Полска беше домаќин на ова големо натпреварување на кое што на стартната листа излегува 173 шахисти и 103 шахисти, и сето тоа за награден фонд од 1 милион евра. Значи, рапидот или шах по забрзано темпо траеше 3 дена, 13 рунди, додека брзопотезниот турнир кој што се играше во 22 рунди, се играше во 2 дена. Крајните резултати донесува сензационална победа на 17 годишниот велемајстор од Узбекистан, Нодирбек Абдусаторов, кој што прво имаше чест да го заврши турнирот на делба од првото до четвртото место со Јан Непомнијачи, кој што што туку го загуби мечот од светскиот шампион Магнус Карсен, значи не успеа да дојде до титулата светски шампион, но играше меч за титулата. Потоа светскиот шампион Магнус Карсен и одличниот, многу силниот број 3 во светот по рейтинг, американски велемајстор Фабиано Карвано. Сите четворица освоија по високи 9,5 поени од 13 партии. Меѓутоа, заради некое чудно правило, само првите двајца да играат меч за, односно да разигруваат кој ќе биде светски шампион. Наистина едно контраверзно правило, затоа што на 13 кола да решава Бухолц во нијанси и да им се одземе правото во случајов на Магнус Карсен и на Фабиано Карвано, сите четворица да разигруваат за шампионот, навистина е контраверзно, а самиот светски шампион Магнус Карсен ќе го нарече идиотско. И навистина треба да се размисли. Инаку е интересно доволно тоа што пред некоја година на турнирот во Америка на Синфилд Купот се случи слична ситуација каде што четворица или петпен играчи делеа прво место и повторно тоа контраверзно правило, првите двајца само да разигруваат и светскиот шампион Магнус Карсен, кој што по дополнителни показатели беше втор и имаше право да, според пропозициите, да игра за победник на турнирот, практично даде ултиматум на организаторот дека или ќе играат сите кои што поделиле прво место или нема да има никакво разигрување, и тогаш навистина не дојде до разигрување, туку сите го поделија првото место. Но се разбира дека тука се работи за светската титула и мораше да има победник, но фер беше, доволно фер да играат првите четворица за титулата. Но како и да е, значи во тоа разигрување Абдусаторов, узбекистанскиот велемајстор, успеа да го победи со 1,5 спрема половина, но следна партија да добие, една да ремизира со
Јан Непомнијачи и да ја освои титулата светски првак во заврзан шах. Еден фантастичен резултат, додека кај жените пак победи поранешната светска шампионка, руската велемајсторка Александра Костелјук, и тоа убедливо. Но и тука на второ место исто така 17 годишната интернационален мајстор Бибисара Асубаева од Казахстан, пред искусната Валентина Гунина од Русија, која што го освои третото место. Значи тука Александра Костелјук победи со 9 поени, додека Асубаева имаше освои 8,5, а Гунина Валентина трета според дополнителни критериуми, а дели место заедно со силната руска велемајсторка Катерина Лагна, двете со по 8 поени. Се разбира дека од овој турнир ќе погледаме една партија од победникот на турнирот, и тоа ќе биде токму партијата против светскиот шампион Магнус Карсен. Значи ќе ја видиме партијата Апусаторов Магнус Карсен. Да кажеме и за вториот турнир кој што содржа турнирот во брзопотезен шах, блиц, значи каде што партиите се игра по темпо 3 минути со 2 секунди додавање за секој одигран потек. Значи за разлика од рапидот или од шахот по забрзано темпо, таму се игра на 15 минути плюс 10 секунди додавање на потез, брзопотезни 3 минути со 2 секунди додавање по потек. Брзопотезниот турнир пак кој што се играше во 2 дена, исто така поминава многу возбудливи борби. Навистина прекрасен турнир со 150 надпреварувачи, играа 2 дена, вкупно 21 рунда. И повторно имавме делба на првото место, на кое што се најдоа францускиот велемајстор Максим Вашела-Граф, Кшиштоф Јан Дуда од Полска, младиот полски велемајстор, кој што една седмица пред тоа пак стана европски шампион во блиц. И тука стигна до делбата на првото место, како и младата шаховска звезда Алиреза Фирузија. Сите тројца по 15 бода, половина поен, повеќе пред четвртото пласираниот руски велемајстор Данил Дубов. И тука поради тоа контраверзно правило отпадна, би рекол без причина, Алиреза Фирузија не доби шанса да ја разигрува за титулата, а во тоа разигрување Вашела-Граф беше подобар и петата партија ја доби, што реши за да ја освои титулата светски шампион во брзопотезен шах. И некој да напоминаме дека титулата беше во посед на Магнус Карсен, кој што практично на крајот на годината ги загуби своите две титули во забрзан шах и во брзопотезен шах. Но затоа сепак убедливо успеа да си одбрани титулата во најважната категорија, односно во класичниот шах. И од овој турнир токму можеме да ја погледаме таа решавачка партија во разигрувањето, значи помеѓу Вашела-Граф и Јан Кшиштоф Дуба. Имав можност да ги гледам тие партии почитувани во живо, дека се разигруваше и се чувствуваше иако бајцата млади, Јан Дуда уште и помлад од него, дека крајно исцрпени по тој тежок турнир, по вториот ден, како со крајни напори, значи се обидува да бидат максимално сконцентрирани, да ги играат тие партии кои што се многу важни и многу скапи. Инаку на рапидот, иако триумфираше Апусаторов, само да кажам дека сите четворица кои што го поделија првото место добија еднаква награда, значи наградите се делеа по 41.000 евра. Но да поминеме сега полека на шаховската табла и да ги видиме тие две остварувања, тие две значајни победи
едната на младиот Абдусатуров против светскиот шампион Магнус Карсен, играна на првенството по рапид, по забрзан шах, и ова втората која што реши за тоа кој ќе биде светски шампион во забрзан шах. Ја следиме партијата помеѓу 17 годишниот велемајстор Нодирбек Абдусаторов против светскиот шампион Магнус Карсен. Значи Абдусаторов победи тројца гиганти во низа, тоа се арменскиот велемајстор Левон Ароњан, полскиот велемајстор Војташек и израелскиот велемајстор Борис Гелфанд. Но сега му предстои неголемиот предизвик, неголемиот испит, а тоа е против светскиот шампион Магнус Карсен. Партијата исто многу исклучително би рекол интересна. Со бели фигури, Абдусаторов C4, конј F6, конј C3, E5, англиско отварање, конј F3, конј C6 и потегот кој што е специјалност би рекол на Абдусаторов, тоа е потегот E4. Тука белиот може да игра D3, може да игра D4, E3, најчесто се игра G3, но тој игра E4. Ловец B4, нели ловец C5 исто така логичен потек, но дозволува конј E5, тоа секому нема е по вкус. По ловец B4, D3, D6, A3. Во овој миг ловецот доаѓа на C5, кога пешекот на E5 е дополнително бранет, значи на своето природно поле по B4 ловец B6. Исто така тука е возможен и потегот ловец T4, но изборот на светскиот шампион е солидното ловец B6. Конј A4, белиот сака да се ослободи од силниот црнополен ловец на противникот, а Карсен правилно одговара со ловец G4. Значи, борбата е за полето, централното поле D4. Конј зема на B6, А зема на B6, ловец B2, ловец F3, дама F3. Значи, самото тоа што имаме два коњи против два ловци при 8 пешаци, навестува дека ќе имаме интересна и возбудлива партија. По дама F3, конј D7. Повторно, во идеална ситуација, црниот би сакал да го оствари маневрот конј F8 и конј E6 со идеја да го завземе централниот пост D4, што е главна стратегија во оваа фаза за црниот. Како ќе одговори белиот? Тој треба да го реши проблемот на својот белополен ловец, а негово идеално место е на H3, и затоа G3. Сега токму стига на време, ако црниот одигра конј F8, тогаш би следело ловец H3 и на конј E6 веднаш ќе го земе тој конј, ќе го уништи тој конј и по F6 ќе даде шах на H5 за по G6 да се врати на E2 и белиот ќе задржи подобри шанси. Има подобра пешачка структура и во перспектива ќе има иницијатива мала рокада F4 или H4, H5 со подобри шанси, затоа по G3 црниот го менува планот и игра правилно дама F6. Сега, ако белиот ги замени дамите, дама F6, конј F6, може да игра и така H4, би било отприлика еднаква позиција, но Абдусаторов во согласно со својот стил игра потекна борба, тоа е потекот дама D1. Не дека нема да има борба по замена на дамите, но сепак Абдусаторов верува дека против светскиот шампион кој што е славен и по својата одлична техника, дека ќе има повеќе шанси и со дамите на табла и тоа ќе се покаже како правилна стратегија. По дама D1, конј F8 и сега белиот го развива ловецот на G2. Сега веќе ловец H3 го нема тој ефект, затоа што на конј E6, ловец E6, црниот би земал со дама на E6,
а би можел да земе и со пешак и би бил сосема во ред. Значи ловец G2, конј E6, мала рокада, сега белиот сака да отвори со F4, така би ги оживел обата ловци, особено црнополниот ловец, и затоа Магнус Карсен сака радикално да го спречи потегот F4 и тоа го прави со потегот G5, значи тоа е важен потег. Сега, откако малку се ослабени белите полиња по потегот G5, белиот ја менува маршрутата на својот ловец, односно го носи на H3. H5, остар потег, значи светскиот шампион се надева дека, и со право, веројатно, дека ќе го надигра својот млад противник на овој начин, иако се разбира дека можеше и да скокне на D4, секе беше под негова контрола. Тоа беше и посолиден потег, коњот се на D4, но H5 изгледа многу привлечно, се разбира. Ловец зема на E6, пред да му го затворат со G4, дама E6 и сега B5. Младиот узбекистанец, нели, се обидува да ја наруши координацијата на противникот пред да удри, меѓутоа овој конј ќе видиме дека повторно ќе најде добро упоришно поле, а тоа поле ќе биде полето C5. Значи, по место B5, белиот можеше да игра и F4, но по GF4, GF4, топ G8 шах, крал H1, голема рокада, црниот се разбира би имал исто така многу добра позиција. По B5, црниот, односно светскиот шампион, правилно оди на B8, F4, белиот мора нешто да превземе, Г зема на F4, Г зема на F4, конј D7. Гледате. Сега, ако белиот продолжи со F5, тогаш дама F6 и потоа конј C5, топ G8, одлична позиција за црниот, белиот игра крал H1, логичен потег, и сега дама G4. Беше изборот на Карсен. Другата можност беше да игра конј C5 и по дама F3 голема рокада со остра игра. По дама G4 белиот се согласува сега на замена на дамите, но не на полето G4, туку на полето F3, тој игра дама F3. Се разбира, не сака да му ја отвара халинијата на противникот по замена на дамите на G4. По дама F3, F6, дама E3, голема рокада и сега F5. Доколку одиграше топ G1, тогаш ќе следеше дама F4, дама зема на F4, Е зема на F4 и по топ А на F1, конј E5. Со напад на D3 и одлична позиција за црниот повторно. Значи, затоа F5 затвара тука. А Карсен H4, топ G1, дама H5, топ G6. Гледате, 26-ти потег. Голема борба. Борбата продолжува. Топ од D на G8, правилно. Едно од основните стратешки правила е да се заменат силните фигури на противникот и тоа Карсен го се обидува да го направи со топ од D на G8, топ од А на G1, замене на G6, топ зема на G6 и сега F зема на G6. Доколку земеше со топ на G6, тогаш црниот ќе одиграше конј C5 и сега не може згодно да земе на F6 заради дама D1 шах. А доколку се врати назад со топ G1, H3, црниот се разбира дека е тука газда во оваа позиција, дека би бил во многу подобра ситуација, затоа FG6, F пешакот може би е слаб, но сепак тој е слободен и е на шестиот ред, значи може да биде и опасен. И сега да видиме кој ќе биде во права. Топ G8, G7. Сега ова е 29-тиот потег, веќе почнува да се намалува времето за размислување, треба да се донесуваат важни и брзи одлуки, што е најважно.
И тука Карлсен игра дама H7, се разбира дека G7 пешекот го нервира, сака што побрзо да се ослободи од него, иако на располагање го имаше силниот потек коњ C5. Гледате, да го внесе коњот на тоа одлично за него поле, тоа упориште на C5 и по евентуално дама H3 шах да игра крал B8 и на ловец C1 дама H7. И така црниот би бил во предност, затоа што сега контраиграта на белиот не се гледа како ќе биде направена, но тој, велам, по G7 веднаш побрза да се ослободи од пешакот на G7 и одигра дама H7. Но сега белиот одлично одговори со дама H3, прво го врза противничкиот коњ и сака да се инфилтрира со неговата дама на силното поле E6 во таборот на противникот. Значи, самата закана дама E6 го принудува Карлсен да земе веднаш на G7, по замена на G7, замена на топовите, дама G7, белиот игра дама H4. Гледате сега на таблата останаа дамите, белиот има ловец, црниот коњ и по 6 пешаци. Сега тој опасен Г пешак исчезна од таблата, но се појави потенцијално друг опасен слободен пешак, а тоа е Х пешакот. Коњ C5. Сега коњот на C5 доминира над ловецот на B2, кој што е ограничен од црниот пешачки ланец D6, E5, F6, но затоа Х пешакот треба да му даде одредени шанси на белиот и да се надева дека исходот и за него може да заврши поволно. По коњ C5, ловец C1, C6 прави малку простор за кралот. Нели, коњ D3 ќе беше превид заради дама H3 шах, затоа што тој сака да го помести својот крал на C7 и тогаш коњ D3 ќе биде на вистинска закана. Без зема на C6, без зема на C6, дама H3 шах, крал B7, дама F3. Значи, обајцата играчи искусно маневрираат и се обидуваат да ја засилат својата позиција колку што е тоа возможно. По дама F3, дама H7, ловец D2, крал A6, крал G2, дама G7 шах, крал F1, дама H7, сега H3. Х пешакот е главниот адут на белиот. D5, црниот правилно се обидува да отвори тука, да игра против пешаците на D3 и E4, дама F5 и сега дама G8. Повторно, потекна борба. Се разбира дека ако црниот ги замени дамите, тогаш Х пешакот ќе добие на сила, а општо е познато дека коњот најтешко се бори против крајните пешаци на противникот. Освен тоа, дамата со коњот, тоа е познато дека е силен тандем, дека одлично заедно соработуваат. И затоа Карлсен игра дама G8, C зема на D5, C зема на D5, заканата е коњ D3, значи E зема на D5, дама зема на D5. Се разменија неколку пешаци, останаа уште по 3 пешаци на таблата. Сега, доколку белиот се залеташе да го земе пешакот на F6, со дама F6 ке следеше дама на D3 шах и по крал E1, дама D2. Дамата ќе го земе ловецот, привремено е жртва за по крал D2 со коње 4 да даде така наречен шах-шех и да ја земе дамата на F6 да дојде во добиена завршница. Затоа крал E2, белиот си го брани пешакот на D3, крал B5, сега ловец E3, одличен потек. Се разбира, белиот би сакал да го замени сега ловецот за коњот кој што е опасен и да тргне со Х пешакот. Дама G2 шах, ловец F2,
и крала 4. Тоа е максимум, значи што можеше Карсен да извлече од оваа позиција. H4. Белиот тргна уште еден чекор со својот пешак, а Карсен игра E4. Иако можеше да одигра и дама D5, да ја централизира дамата, но E4. Цајтнотот е тука, затоа мора брзи решенија, како што веќе реков. D зема на E4, коњ зема на E4 и повторно одлична одбрана, дама F3. Дама G6, тоа е вистинскиот одговор. Сега црниот сака F5, да го зацврсти коњот во центарот. H5, белиот мора да брза со својата контраигра. Дама E8, во заседа, сака да открие коњ G5. Ловец E3 ја затвара линијата. И сега беше можно црниот да земе дама H5 и тоа беше правилно решение. Гледате, на дама H5 имаме коњ G3 и коњ H5 со пешак повеќе, додека нели белата дама не може да го земе коњот на E4 при тоа со шах, затоа што самиот открива шах. Значи, светскиот шампион погреши во 51-виот потег, не го одигра потегот дама H5, но можеби тој не го одигра затоа што сака да одбегне и реми по дама H5 и по коњ G3, крал F3, коњ H5, ловец B6. Гледате, во наредните 2-3 потези белиот ќе го уништи последниот црн пешак и партијата ќе заврши реми. Че Карсен се надева дека, се уште се надева дека може да ја добие оваа партија и затоа тој, велам, не игра дама H5, туку игра F5. H6. Нодирбек Абдусатуров имаше помалку време од противникот, но добро играше во цајтнотот. На вистина му служи тоа за чест. Веројатно, велам, малку и она охрабрен, односно полн со самодоверба по победите во низа над Аронјан, Војташек и Гелфанд. Значи, игра на супер високо ниво. По H6, дама E5, крал F1, дама D5, крал G2. Гледате, бели ги држи сите фигури заедно на купче, што се вели. Пази ништо да не превиди, се да му биде под контрола, а овој H пешакот се повеќе ќе го нервира противникот. Дама G8 шах, крал H3 и сега коњ G5 шах. Гледате, сега ќе дојдеме во дамска завршница, но подобро беше и во духот на позицијата доколку дамата дојдеше на G6. Борбата продолжува со горе-долу рамни шанси. По коњ G5, ловецот го зема тој коњ, ловец G5, дама зема на G5, дама C6 шах, крал зема на A3, дама C3 шах, крал A4, дама C4 шах, крал A5, дама C3 шах, крал A4, повторија еднаш и сега Абдусатуров, кој што знае дека со својот пешак кој што е веќе на 6-тиот ред не може никако да ја загуби оваа партија, значи премолчено се откажува да ремизира со повторување на потезите и игра одличен потег дама G7. Од тука натаму сега светскиот шампион мора да игра точно за да не загуби. Дама E3 шах, крал H4, F4. Се разбира дека не е лесно да се каже како ова треба да се брани. Анализите може да покажат дека B5 беше правилниот потек и по H7 да игра дама E4 шах, па по крал H5 дама H1 шах и така натаму, но тоа во дека црниот може да даде вечен шах, но тоа е многу тешко да се оцени при така малку време за размислување. Затоа тој инстинктивно оди и самиот со својот пешак напред, но тоа е еден шах поблиску до пораз. По F4, дама D7 шах, B5, H7. Гледате, белиот стигна на предпоследниот ред, тоа е само на еден потек до промоција.
што значи дека црвеното светло е вклучено на најсилно за црниот. Сега најточен потек беше дама G1, индиректно да се брани против H8 дама заради дама H1 или дама H2, но тоа треба да се забележи во цајтнот, а Карсен во согласно со општите правила за дамски завршници ја централизира својата дама и од полето E5 го брани потегот H8 дама. Белиот продолжува крал G4, F3, крал зема на F3, дама F6 шах, крал E4, дама H4 шах, крал D5, белиот се обидува да најде засолниште на дамското крило со кралот, дама H5 шах, крал C6, дама G6 шах, крал C7, дама G3 шах, крал B7, дама F3 шах, крал А6. Гледате, тука се обидува да се сокрие, но дама F6 шах, крал А7, дама F2 шах, крал B7, дама F3 шах, сега дама C6. Одличен потек. Дама F7 шах, дама C7, дама F3 шах, крал А6. Да. Сега ако дама F6, тогаш дама B6, затоа дама на А8, шах, крал Б6, дама H8. Но сега одеднаш црната дама е пасивна и белиот е со одврзани раце практично. Дама C2 шах, крал А3, дама D3 шах, крал А2, крал C5. Гледате, многу непријатна ситуација, материјална рамнотежа, но се разбира дека пешекот на H7 и пешекот на B5 не се со иста вредност. Но веќе тука црниот е практично загубен. Тој игра B4 и по дама D2 шах, крал А1, дама D4, белиот ги менува дамите и го промовира својот пешак. Значи една неверојатна, возбудлива, интересна, долга партија, 83 потези, која што главно помина во рамноправна борба, но гледате младиот, но одличен и многу зрел шахист Нодирбек Абдусаторов, иако 17 годишен, значи покажа една изворедна партија и тоа не против било кого, туку против светскиот шампион Магнус Карсен. И таа победа, значи понатаму ќе го доведе до делба на првото место, а во разигрувањето и ќе стане светски шампион во забрзано темпо. Следна партија во Шиела Граф, Јан Криштоф Дуда. Во Шиела Граф со бели фигури стандардно се отвара со потекот E2, E4 и се играше шпанска партија E5, коњ F3, коњ C6, ловец B5, A6, ловец А4, коњ F6, мала рокада, LS7. Сега тука основен потек е потекот D3, но уште Штајниц има нова место го играно D3 и Фишер сакаше понекогаш да одигра D3. Доби една многу убава партија, чинам во Хавана против Смислав со овој потек D3. Значи наместо топ E1, D3, си брани на E4, сега сака да земе на C6 и на E5, значи B5, ловец B3, D6, A3. Го чува ловецот од евентуално коња 5 од замена. Мала рокада, коњ C3. Топ коњ B8 во стилот на Браер, унгарскиот велемајстор од втората половина на 19-тиот век, кој за жал живееше кусо, но имаше многу добри идеи и една од неговите идеи токму во шпанска партија, тој чувен маневар коњ B8, коњ D7. Значи тој коњ на C6 кој што не стои најидеално го префрла на вистинската позиција на полето D7 и во тој дух игра и полскиот велемајстор Кшиштоф Јан Дуда. Ловец D2, тоа е еден современ потек, белиот го завршува развојот, коњ D7 и сега A4. Тој пешак на B5 е малку изложен и белиот веднаш го предизвикува. B4, коњ D5. A5,
И сега C3, повторно игра на дамското крило, го предизвикува пешекот на B4, замена на C3, без зема на C3, без зема на C3, односно и сега наместо обичното без зема на C3 со идеја понатаму да спроведе и D4, тој зема со ловец на C3. Коњ C5 со напад на ловецот на B3, позиционно сака да го замени тој коњ за силниот ловец. Вашиот граф не се согласува, зема на F6 за да го ослободи полето D5 за ловецот, ловец D5 кој што го напаѓа топот и топа 7. Дама C2. Гледате, белиот можеше да одигра D4, но по ED4, коњ D4, ловец D7, црниот прави контра игра против A4 и има еднакви шанси. Дама C2, сега да му овозможи на црниот да одигра нешто погрешно, треба да се изјасни. Повторувам, ова е брзопотезна партија. Значи, ако позицијата е можеби за нијанса само попријатна за белиот, ништо страшно не се случува за црниот, сепак црниот треба да паси. И тој тука имаше можност, да речеме, да игра коње 6, да ги контролира добро тие полиња D4 и F4, но тој решава да одигра ловец G4, гледате, да ја развие својата последна фигура, но некако по потегот D4 како да е на крива нога, односно тој ловец на G4 не е на вистинското поле. Сега гледате, ако игра ловец F3, што беше, да речеме, првобитна замисла, тогаш ќе следи DC5 и по ловец G4, за жал црниот мора да загуби темпо, да го помести ловецот од F3 каде што е нападнат, белиот би одиграл C6. И сега тој силен C пешак и двата силни бели ловци би му овозможили на белиот да постигне стратегиски добиена позиција, затоа црниот мора да отстапи по D4, да земе и сега по коњ D4 се гледа дека тој ловец на G4 не е на место, заканата е коњ C6, мора да се врати назад, ловец D7, но белиот, гледате, сега станува исклучително активен, игра коњ B5, го напаѓа тој топ, и црниот носи тешка одлука, треба да донесе одлука дали да дојде со топот на А6 или да го земе тој силен коњ, и тој се решава на попрактичното решение да го земе тој коњ. Затоа што ако дојде топот на А6, тој таму ќе стои неспретно и не е лесно тоа да се донесе таква одлука. Белиот би можел да одигра B3, и иако сега црниот ќе го замени, ќе замени на C3, ловец C3, дама C3, топ B6, може да игра таа позиција и така беше правилно, но тоа е тешка одлука. Тоа се тие тешки одлуки кои што мора да се донесат брзо. Црниот зема на B5, А зема на B5, ловец зема на C3, дама зема на C3, сега виси на А5, А4 и сега дама на Е3. Знаете, работата е во тоа што сега ловецот на D5 доминира и белиот има 4 на 3 на кралското крило. Значи сега белиот ќе нападне, црниот нема многу фигури за одбрана и тоа е секогаш тешка работа за страната што се брани. Дама B8, нападна на B5, ловец C6, дама B6, топ ода на D1. Топот оди во центар, сака да оди на D5 да се префрли на кралското крило. Топ B8 и сега E5. Белиот тргна напред. Со тоа го дестабилизира упориштето на коњот на C5. Сега, ако D зема на E5, тогаш дама E5 и на коње 6 топ D7. И сега се гледа огромната разлика во активноста на лесните фигури. Значи, ловецот силно доминира над коњот. По E5, коње 6, дама зема на B6, топ зема на B6, Е зема на D6, С зема на D6, топ D6. 6 пешак повеќе и многу силен ловец. А3, Б зема на А3, топ зема на А3, Г3, да не заборави на основниот ред, Г6, топ D7. Сега и топот дојде на седмата линија, крајот е многу близо. Топ Б8,
топ B1, топот позади слободниот пешак, според учењата на германскиот велемајстор Зигберт Тараш. Сега белиот е подготвен за ловец D5, топ C3, топ A1. Сега топот оди на седмата линија, коњ D8, ловец D5, потполна доминација. Гледате ја. Не може да земе на B5 зашто коњот му виси, крал F8, топ од А на А7, топ D3, крал G2, крал G7, ловец C4. Црниот е целосно безпомошен, топ земе на D7, топ земе на D7, крал F6 и сега B6. Ползувајќи дека коњот на D8 не бренет, белиот оди уште еден чекор напред, коње E6, B7, G5 и сега наједноставното и најпрактично решение, особено во брзопотезна партија, ловец зема на E6. Крал зема на E6, топ C7. Белиот знае дека оваа топовска завршница е лесно добиена, црниот топ е многу пасивен. H5, крал F3, кралот се вклучува во игра и тоа е почеток на крајот. F5, H4, да му направи пат на својот крал, крал D6, топ H7, G зема на H4, G зема на H4, крал E5, крал E3, белиот го има целото време на овој свет, топ D8, топ H5, крал и тука по топ H5 црниот се предава. И со оваа партија, со оваа победа, Максим Рашелограф стана светски шампион во брзопотезен шах за 2021 година. Тоа би било се, почитувани слушатели и гледачи, за овој шаковски коментар, за оваа шаковска емисија. Верувам дека уживавте во партиите кои што толку ги погледавме, кои што беа со така висок квалитет, не баре беа играни по класично темпо, а не по заврзан шах и брзопотезни партии. Мене ми останало да ве поздравам, а вие бевте со емисијата Шах со Григоша Барановски.